да почнеме. Вака, чест ми и задоволство да ја отворам и водам, значи, овој настан. Јас сум дипломиран шумарски инженер Љупчо Чучуковски. Од моје име и од име на организаторот, значи, да се заблагодарам на овој завршен настан. Настанот е произведи храна во склад со природата и допринесува во справување со климатските промени, организирано од Сдруженијето Аронија од Делчево. Значи, овде се присутни представник на донаторот Екосвест Скопје, раководител на проектот Заедно за климатска акција, господин Жарко Конески, кој е присутен со нас. Представници на партнерите во проектот, Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево, представници на јавното предпријатие за комунални дејности Брегалница Делчево, представници на повеќе здруженија, представници на здруженија, различни здруженија и членови на Сдруженијето Аронија и исто така, значи, представници од општина Делчево. Вака, значи, денеска се одржува, како што кажав, завршниот настан на проектот Произведи храна во склад со природата и допринесува во справување со климатските промени, како што кажав, кој го спроведува Сдруженијето Аронија. Проектот се спроведуваше во периодот февруари-јули 2023 година. Вака, ќе почнеме редоследно по дневниот ред. Најпрвин ќе дадам, значи, збор или обраќање на представникот на Екосвест од Скопје. Ако може, значи, да се обрати. Добро, фала многу. Јас сум Жарко, представник на Екосвест, раководител на програмата, и сакам да ви се заблагодарам што дојдовте денеска овде, што сте на овој настан и што сте дале поддршка во реализацијата на овој проект, кој што е дел од нашата програма за грантови во рамки на она што го работиме како поддршка за граѓанските организации во акција за климатските промени. Драго ми е што имаме организација тука од Делчево. Јас сум бил и порано овде, сум доаѓал во други наврати, сум соработил и со Аронија пред многу години, се знаеме ние со Фиданчо, ама еве убаво е што и оваа година успеавме преку овие можности да имаме ваква соработка. Програмата на која што работиме е поддршка на граѓански организации во справување со климатските промени и идејата е да ги зајакнеме организациите да работат на овие прашања и да наоѓаат начини како да си помогнат себе си и на луѓето во своите општини преку креирање на активности, решенија кои што значат подобар живот. Значи, никој нема од страна толку многу да ви помогне како што ќе си помогнете сами за себе си. Финансиската поддршка и соработка се важни и добредојдени. Среќа е што имавме ваква можност ова да го направиме во рамки на овој проект. Финансиите доаѓа од владата на Шведска, Екосвест ова го реализираше преку еден поголем проект кој што трае 3 години и во рамки на таа поддршка на граѓански организации, на здруженија, каде што ги обучувавме, поттикнувавме да се вмрежуваат, да соработуваат со општини, со нивните локални предпријатија и локални партнери. Имавме можност да доделиме и грантови во вкупна вредност од околу, во наши пари, околу 400.000 евра, и еден од тие грантови беше доделен и на Аронија за да го реализира овој проект. Секогаш е добро да има конкретни проекти, конкретни активности, соработки со локални партнери, со локални институции, со општината, со предпријатијата, со училиштето. Тоа е исто убаво и да се направи нешто што се надевам ќе остане и за понатаму, значи некои практики кои што ќе ги примените тука, ќе може да ги користите и со кои што ќе може да работите и во иднина. Мене ми е драго што имавме таква можност да работиме на ваков практичен проект. Благодарам на Фиданчо и на неговото здружение за соработката. Краток проект беше овој, 4-5 месеци, 6 месеци. Краток проект беше овој, меѓутоа тоа не значи дека и
тоа што ќе се направи нема да биде важно или значајно за луѓето за кои што наменето. Така да се надевам дека ќе имаме можност да соработуваме на вакви проекти во иднина. Јас денеска се видов и со градоначалникот во општината, имавме убав краток разговор. Сакаме да слушнеме за приоритетите, за проблемите и за можните решенија кои што вие ќе ги понудите, и ако имаме можност да соработуваме понатаму во иднина, стојам на располагање, така што ве поздравувам и се надевам дека ќе имате пријатен ден и пријатна работа. Фала ви. Благодариме на Жако. Сега, значи, ќе имаме обраќање на експертот и ментор на членовите на заедницата. Тоа е Билјана Бановиќ од Бања Лука, Босна и Херцеговина. Dobar dan svima i želim da pozdravim taj veličanstven skup tamo. Čula sam da vas ima puno. Prvo želim da pozdravim udruženje Aronija zato što su odradili jako dobro projekat i iznad svega predsjednik udruženja Fidanča Kristova koji je fantastično organizovan implementaciju projekta proizvodnje vlastite hrane u skladu sa prirodom kao način uticaja na promene. U skladu s tim imali smo 5 radionica i svih 5 radionica je fantastično organizovano od strane predsjednika udruženja. Imali smo ispoštovane termine i obezbeđeni su bili svi uslovi. Tako da moram da naglasim da je ovim projektom udruženje Aronija dalo veliki uticaj na razvoj ekoloških svesti kako pojedinca, tako i lokalne zajednice. To je vrlo važno zato što smo kroz taj projekat, dakle kroz 5 radionica u nizu pričali o jednom aspektu uticaja na klimatske promene, a taj aspekt jeste upravo šta pojedinac može da uradi po pitanju smanjenja negativnog uticaja svih naših loših navika na klimatske promene. Mi smo tu išli u 2 pravca. Prvi pravac je da probudimo ekološku svest, odnosno probudimo svest o tome kako pojedinac zaista može da napravi promenu, da pokrene neki sistem promene u vlastitom okruženju, pa smo tu iznalazili više načina na koji način je bitno uticati, pričali smo o biološkim metodama, učili smo o voćarstvu, o proizvodnji hrane, jer to je po meni jedan od najvažnijih aspekata uticaja na klimatske promene, a drugi pravac kojim smo išli jeste svest o tome da se klimatske promene uveliko dešavaju, dakle da sada, osim što moramo onda radimo na promeni svojih navika, dakle neophodno je da radimo na primjeni bioloških metoda i svim onim promenama kako bismo prvo širili svest o klimatskim promenama u našem okruženju. Jako je bitno da se adaptiramo, jer klimatske promene se uveliko dešavaju, dakle mi smo deo klimatskih promena. Nekako u ovom delu regiona čini se da se ti loši procesi dešavaju negde daleko, dakle da mi nismo obuhvaćeni tim, a zapravo smo itekako obuhvaćeni, jako je bitno da se adaptiramo na njih. Pa smo u skladu s tim pričali o tome kako je važno da promenimo sistem sadnje, da izađemo iz konvencionalnog pristupa, zato što je najveći problem konverzija zapravo svesti o tome da je jako važno menjati. Ti sistemi koje ja radim su prilagođeni klimatskim promenama, zato što prate sasvim drugačije turnusi setve, sadnje, drugačiji su principi sadnje, jer se uz pomoć permakulture permadela mnogo ranije ulazi u sadnju, odnosno imamo kontinuitet setve i sadnje. Kao što možete vidite, izloženi smo velikim nevoljama, u pitanju su te oluje koje uhvataju regione, trenutno se ona dešava oko mene, tako da sam ja trenutno u riziku da ostane bez struje. 2 puta sam bila izložena dejstvu grada, leta, sluče, kako god se to dešava i očekujem danas još jednu. I to je nešto što nas stalno upozorava. Upozorava nas da je sve lutrija i da ništa danas nije sigurno. Zato je bitno da imamo taj kontinuitet petke sadnje kako ne bismo na kraju konačno ostali bez hrane. Ja ću sad sebe kratko predstaviti, ja sam Biljana Banović, edukator sam iz oblasti biouzgoja i permakulture 14 godina, ovo je 14. generacija na platformi. Platformom je prošlo 3.500 poštovana i mislim da sam kao pojedinac, dakle kao neko ko je
pokušao nešto lično da uradi po pitanju razvoja ekoloških svesti, dala veliki doprinos za ruralni razvoj, razvoj ekoloških svesti nezavisnih domaćinstva i naravno u skladu sa zelenom agendom razvoj svesti o klimatskim promenama. Jer najveći problem jeste upravo ta svest, da ljudi su nesvesni, da je sve uzrok posledice, da je sve ono što preduzimamo, ta naša bahatost, te naše loše navike, zapravo su za posledicu imaju upravo ovo što se dešava. Ili, kao što sam skoro rekla, svi ti veštački nokti, veštačke trepavice se sada nama razvijaju u glavu, jer imamo upravo velike nevolje sa vremenom. Svi kažu da imamo neprirodne oluje, ja se pitam kako to neprirodni ljudi očekuju da bilo šta oko njih bude prirodno. Ja sam začetnik nove oblasti u sferi baštovanstva, u pitanju je motivaciono biobaštovanstvo. Motivacija u tom smislu je samo jedan aspekt podrške, dakle zato postoji motivacija kao reč, jer ta podrška je jako bitna, podrška na putu promene, jer nama je zaista važna promena. Konverzija koja se dešava jeste na nivou svesti, dakle konverzija baštovana, konverzija plajke, biljaka. Te tri konverzije su bitne kroz prizmu podrške. Samo motivaciono biobaštovanstvo ima tri sfere, o tome ću nešto kasnije reći, ali osim motivacionog biobaštovanstva, autor sam dela za precizni uzgoj koji proizvodi 40% više hrane, jer sam radila puno s gradskim baštama koji imaju male površine, a otpor koji pružamo industrijama jeste jedina puta proizvodnje vlastite hrane i drugačije. I permamodela, tu smo zbog permamodela, zbog permakulture, jer permamodeli su zero waste sistemi koji zapravo su spoj bez bioloških metoda i akvaponije. To je nešto što obuhvata motivaciono biobaštovanstvo. Danas sam ovde ispred jedne zelene zajednice, jer budućnost planete jeste u zelenim zajednicama. I zašto su zelene zajednice bitne? Zato što u okviru njih možemo pravolinijski da širimo ideju, pravolinijski da govorimo o važnosti, o greškama, o tome kako je važno da damo doprinos da je jedna naša loša navika koja se promeni zapravo zbir tih loših navika. Jer na pitanje koje postavljam mladim ljudima šta će ti lak za kosu, oni kažu kome je lak za kosu ne može da izazove promenu, ali to je samo jedna navika. Milion lakova za kosu može da izazove promenu. Dakle, nismo bahati i jako je bitno da se rešavamo makar neke navike. Dakle, jedna navika da se promeni može dosta toga na globalnom nivou da se uradi, jer mi nismo pojedinci, mi smo množina, dakle, mi smo mnoštvo. I o tome se govori u zajednici. Ta zelena zajednica je velika, u pitanju je prva regionalna baštinska zajednica koja je nastala pre 3 godine i članovi Aronije su također članovi zajednice, ja sam mnogo srećna zbog toga i daju veliki doprinos svojim javljenjem, ali onda je odmah prve godine izašla iz regiona. Dakle, mi smo sada jedna evropska ili svetska zajednica, ne znam kako nazvati zajednicu koja ima 30 zemalja, u sebi 250 gradova, i preko 300 baštovana. Nama su ušli Amerika, imamo 2 bašte tamo, Izrael, Danska, Finska, Norveška, Irska i naravno imamo Francusku, Švajcarsku, Nemačku, Holandija je ušla, dakle, da ne pričamo o Jugoslaviji malo. Mi smo od Slovenije do Makedonije, Albanija, Grčka, ima nas puno, jako je važno da se na platformi okupljeni ljudi koji na isti način promišljaju prirodu, dakle oni su tu u sistemu podrške, jer kao što sam rekla, ako želimo da pričamo o klimatskim promjenama, moramo prvo da menjamo svoju svest, da shvatimo da je sve uzrok i posledica. Dakle, da sve ono što preduzimamo zapravo će nam se kad razbiti o glavu. Zato je važno da se odričemo makar jedne navike. Sama zajednica je organizovana na Viber platformi, ima 6 soba, 2 sobe su edukativni poligon, učionica i čitonica. I u učionici sam kolektivni individualni mentor. Tu se bavimo i vučarstvom, jer ja sam voćar, isto baštovanstvom, bašta na balkonu, otvoreno polje i bukvalno su sve klimatske zone obuhvaćene, dakle tu od Primorja, jer sva ostrva Hrvatskog Primorja na svim ostrvima ima svoje bašte, vrlo uspešne, kontinent, planine, najviši vrh je 1150 gde imamo svoje bašte, veliki uspeh na Floridi i u Houstonu. To su, navodim ih kao posebne klimatske zone, Jerusalimska pustinja, isto gde smo postavili baštu, jer sistem sadnje
u permodelima i ovim sistemima motivativne bašte podrazumeva adaptaciju na klimatske uslove. To je ono o čemu govorim, jako je važno da izađemo iz konvencionalnog sistema kako bismo uopšte mogli da se prehranimo, jer uzgoj vlastite hrane je imperativ današnjice. Dakle, u učionici se odvija edukacija, kompletna edukacija, a samo motivacijno biobaštovanstvo se bazira na 3 elementa. U pitanju je učenje fokusa. Fokus je jako bitan zbog frustracija. Znate zašto 40% baštovana ulazi na platformu i oni su skloni razočarenju. Nikada nam nije bilo lako, ali ja mislim nikada teže da uzgajemo vlastitu hranu jer nas napada sve. Dakle, borimo se sa lisnim vašima, buhačima, stenicama, na kraju i sa ledom, jel? Imamo stalno neke nevolje i na nas umorno udara sve što stigne, tako da je jako bitno da ih učim fokusu, dakle bašte se postavljaju korecima, korak po korak i na taj način su oni uvek u fokusu, dakle uvek zadovoljni nekim uspehom. Umetnost voljenja je nešto što je jako bitno jer ne možemo da volimo planetu ako ne volimo sebe. Na umetnost voljenja nas uče zapravo bitke i ono što je najvažnije praktična ostvarnost koja se odvija kroz sistem projektovanja motivacijne bašte i tu se postavlja 30% modela za uzgoj i 70% modela. Ono kako mi delujemo jeste Instagram, stranica, kanal za Amerike koji već ima 4 miliona svega, ja koliko vas ima. Pozdrav od svih nas. Ja sam mislila pričam jedne osobi, danas ima, tako da kako ide. Ono što hoću da vam kažem da sam ja uložila glednost i život na razvoj ekoloških svesti, na širenje jedne nove istine, širenje istine o biološkim metodama, o tome koliko je važno da se menjamo i kroz prizmu te platforme koje su posvećena 24 časa, mislim da ja kao pojedinac dajem veliki doprinos. Zašto vam to govorim? Zato što svako od nas može da da doprinos. Svako od nas može da bude taj pojedinac koji će širiti ekološku svest, koji će širiti priču o klimatskim promenama, jer mi smo imali radionice i sa mladima i sa starijim ljudima. Nekako se to ne shvata ozbiljno. Mislim da je jako bitno da se za početak samo razvije ideja o tome, da mi kao pojedinci i tekako utičemo na klimatske promene, da svaki naš postupak je postupak. Jer iznad svega je važno da se kreiraju te zelene zajednice u kojima će protok informacija biti važan i ono što je najvažnije da je svet mali ako se povežemo na pravi način. Dakle, ako se povežemo sa jednom jasnom idejom, mi tekako možemo da damo doprinos ovom planetu. Iznad svega je uzgoj vlastite hrane imperativ, jer to je jedini način da se izborite za sebe. Svako može da uzgoji hranu, bilo u bašti ili na balkonu, da bilo koja hrana koju uzgoji je hrana koja je baš vlastiti. I otvor ili vlastita tvorba za vlastitu porodicu. Uzgoj vlastite hrane je veliki korak koji hoće i može da promeni efekt velikih korporacija na naš život, a vi znate da velike korporacije zapravo upravljaju planetom i utiču na klimatske promene. I to je jedino pravo za koje se mora zavoriti. Ja još jednom želim da pozdravim sve. Drago mi je da već ima toliko, ja sam pisala priču samo nekoliko osoba. Želim da pozdravim udruženje Aronija koji su me oduševili organizacijom Branč 300%, zato što je vrlo ozbiljno. Mi smo imali, mi inače sarađujemo sa puno udruženja i ovo meni je projekat. Retko kada nađem na koordinatore projekta i na te predstavnike udruženja koji na tako ozbiljan način i na ozbiljan način postavljaju projekat. Tako da još jednom se zahvaljujem na toj saradnji koja je bila fantastična i mislim da su udruženje Aronije itekako napraviti veliki preokret regiona Niša. Eto, to je toliko od mene. Hvala ti. Hvala vam. Ќе дадеме збор, значи, на господин Фиданчо Христов,
презентација на резултатите од проектот, кој што е координатор на самиот проект. Добар ден на сите. Сакам да ве поздравам и да ви се заблагодарам за вашето учество на денешниот настан. Посебен поздрав до представникот на Екосвест од Скопје Жарко, представниците на јавното комунално предпријатие, представниците од општината, представници од друженија и членовите на дружението и другите гости. Денеска се собрахме да ги презентираме резултатите од проектот Произведи храна во склад со природата и допринесува и за справување со климатските промени. Проектот е финансиски поддржан од Центарот за истражување и информирање за животна средина Екосвест од Скопје, а е под грант на шведската влада. Проектна шифра на проектот е G001003. Тоа е тип на грант ад хок, што значи има за цел да се одговор на итни акции и приоритетни прашања кои се приоритет во локалната, кои решаваат проблеми во локалната заедница. Времетрањето на проектот од 1.2 до 3.7.2023 вкупен буџет е 358.600. Обшта цел е на проектот уведување и негативни методи во земјоделието и справувањето со негативните влијанија на климатските промени. Конкретни цели проектирање и имплементација на биолошки методи со користење на природните ресурси во производството на биохрана со методи на пермакултура. Втора конкретна цел е воспоставување на систем за собирање на комуналниот отпад и негово искористување во производството на биохрана. И трета конкретна цел е едуцирање на младите за справувањето и влијанието со климатските промени. Партнери во проектот јавното комунално предпријатие Драгалница и средното основно училиште Методи Митевски Брицо од Делчево. Планирани активности и со резултати. Во проектот е планирано одржување на 5 онлайн работилници за производство на биохрана со методи на пермакултура. И исто така планирано е воспоставување на систем за производство на биохрана на 5 зелени имоти. Во проектот е планирано да се набават 5 континери за собирање и селекција на растителниот отпад од домаќинствата. Исто така во проектот е планирано изработка на веб страна на Сдруженијето и спроведување на анкета за домаќинствата, за подготвеността на домаќинствата за селектирање на растителниот отпад и негова употреба во производството на храна. Тоа е планирано, сега да кажеме што е реализирано и остварено. Значи, одржани 5 онлайн обуки, на кои присуствува 5 фармери и ученици од средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Исто така е одржана и една посебна обука за повеќе ученици, за 22 ученика кои учествуваа во гимназијата. Тоа се слики од работилниците. Во проектот се набавени 5 континери кои заедно со јавното комунално предпријатие ќе ги поставиме во четврток и петок. Изработена веб страна на Сдруженијето на која ќе бидат представени едукативните материјали од работилницата и други материјали за производство на биохрана. Ова е континерите, изработените кодели со надпис со табла, кои ќе бидат поставени на одредените места. Исто така на веб страната ќе бидат поставени 6 видео од одржување на обуките и воспоставен систем на 5, така да ги речем, нема да викаме веќе фарми, ќе викаме зелени имоти. Пошто фарми е веќе помината работа, сега треба да се фокусираме на зелените заедници, зелените имоти за производство на биохрана. Исто така, сите
5 члена што учествуваа на обуките, станаа членови на Трак Бик е првата онлайн заедница за производство на храна со модели на пермакултура. Под Банја Лук. Банја Лук. Во која ќе учат континуирано. Менторката стои на располагање, поставува се прашања, она одговара на нив, така да проектот не завршува со обуката на тие 5 луѓе што учествуваа на обуката, туку продолжува и понатаму. Значи, не една година и 2 и 3 секој пат се членови се секој им е достапна Билјана Бановиќ да им одговори на нивните прашања. Дали се работи за болести, за садење, за термини за садење и други работи, она е на располагање да одговори. Исто така се изработени 5 анкетни истражувања, 100 анкетни истражувања, во кои ќе биде направен извештај. На извештајот ќе се види спремноста на населението за селекција на растителниот отпад и негова употреба во производството на биохрана. Значи, на обуката беа презентирани 15 препарати за производство на заштита и прехрана на растенијата. Од овие тука гавез, цвекло, морква од листовите се прават природни препарати во кои се заштитува и прехранува растенијата. Значи, во текот на проектот се изградија капацитетите на Сдруженијето и на посетителите на учесниците на обуката за производство на здрива храна и справување со негативните последици од климатските промени во земјоделието. Спроведувањето на акцијата ги зголеми и зајакни капацитетите на производителите на храна и исто така ќе ги зајакне капацитетите на тие што ќе го посетат, кои ќе посетат веб страната на Сдруженијето и таму ќе најдат материјали кои ако сакаат да учат за производството на биохрана. Значи, проектот беше презентиран пред јавноста преко Националната информативна агенција МИА, преко Делчево 365, Македонско радио снима емисија за проектот и другите медиуми кои го презема информирањето од МИА. Значи, првото видео има гледано околу 11.000 луѓе са го виделе, втората презентација на проектот околу 14.000. Тоа е еден, како да кажам, доста успех и видливост на акцијата која е спроведена во проектот. Тоа се 365 и 700. Следни планови, во август 2023 година почнува новиот проект финансиран од Европската Унија, мотивационно градинарство во склад со природата, каде во него ќе учествуваат 10 лица кои имаат зелени имоти, од кои од Делчево, Струмица, Верово, Скопје. Тоа ќе биде поширок проект малку што ќе фане повеќе луѓе и ќе бидат исто во проектот ќе биде вклучени околу 30 жени кои ќе произведуваат храна на Балкан Биобашта, ќе има посебна обука за нив како да произведуваат храна на Балкан. Значи на еден балкон од 20, да речем, колку тамо саксии може да се буквално 70% прехрани едно семејство на начинот на кој го ни учи нашата менторка. Исто така изработуваме проекта за формирање на онлайн заедницата од учесниците, тие 15 учесници во проектите, активности на двата проекта, кои ќе биде изработена по теркот на Билјана, каде што ќе има материјали за учење и она ќе помага во сите проблеми што ќе се најдат во производството на храна.
Значи, реализацията на овој проект постигна неколку ефекти. Подигната свест на граѓаните за производство на биохрана без хемија. Тоа е веќе се знае, сите прашуваат. Исто така е зголемен интерес за луѓе кои се пријавуваат сами да учествуваат во следниот проект за производство со методи на пермамодели. Исто така се остварува и една од долгорочните цели на Сдруженијето и стратешкиот план и мисијата на Сдруженијето за Сдруженијето да стане лидер и препознатлив во производството на биохрана во регионот и во Македонија. Во проектот учествуваат 2 жени, во наредниот проект учествуваат 5. Да, повеќе, секако. Исто така, стекнатите знаења од одлуката буквално има морална цел тие ще ги следат и ги следа одлуките да ги пренесуваат на другите заинтересирани луѓе, така вика Билјана да се тоа шири, да даде свој допринос во справување со климатските промени и така да кажем да почнеме да ја спасуваме планетата Земја од негативното влијание. Така, проектот создава можност за подобрување на социјалната и економска моќ на производителите, затоа што на тие 20 квадрата, ако ги сработиш како што треба 20 леи, не 20 него 20 по 4,80 квадрата по 100, ако ги сработиш како што треба, значи тоа како да си работил 500 квадрата. Толку производство има. Ама да биде се како што треба предоследно, има си за сите членови што се изработени проект, каде што пиша кога ќе се сади, што ќе се сади, пролет, лето, зима се и тоа се континуирано поддржува да со производство така нема застој, нема празна леа. Тоа завршува, другото почнува да се сади. Еве еден вид на тој модел каде е поставен посаден плоденици зими, кипцак на 30 на 60 степена се садат и кога ќе направи 5 листа, одна се прошката се кине да пушта други и така на секој после другото прокине се пинцира и има по-голем број. Ако пуштиме да властињата да одат, тогаш само ќе гледаме шума. Зависи кој сака да му дојде, ќе му дојде, кој не сака нема. И благодарам на вниманието. Ако имате прашања, помолете на располагање се. Значи, следна точка е прашање и одговор. Доколку некој сака нешто да постави прашање, може слободно да постави. Добро, тогаш ви благодарам за вниманието, за учеството на завршниот настан и повелете на Кълчин Валенко.